Најако ми е, ги пратам на интернет, сигурно сте видели, по вести имаше доста, знаеш, имат актуелно е сега со полициски акции многу. Пратите веројатно, така? Ворете да кажете да. Значи да. Најакото во тие работи ми е имињава на полицискиве акции. Кој ги измислува, човече, сика? Знаеш, треба да ти текни, човече, колку се прејаки. Сваќаш, например, ми се чини дека полицијава не троши толку време на барање докази. Докази имало, немало, ќе најме. Името мора се погодит. Сите да се задоволни во екипава, разбираш? Зашто полициска акција е исто тие ко акционен филм. Разбира, ој, шапци, шта му се пука. Се замисли да те викнат да глумиш во филмов. Разбираш, одма ќе прашаш, а шо е насловот? Разбираш, сценариово не ти е толку битно. Битно е насловот. Зашто насловот, ако се футни, то нема се продават после, нема да ја гледамо. Например, имаше една полициска акција Поликолор. Да. И се акцијава, замисли, цајканиве брифинг кој им е праено. Пронајдени се, почитувани колеги, докази за нелегална трговија и шверц на психотропни супстанци. Имаме докази. Доказите се дека дрогата се пренесува во канти со боја. Она што ни фалите името. Од овој момент отворени сме за предлози. И одма се цајканиве, знаеш, ќе почнат со предлози. Брейнсторминг, така наречен. А зашто не го викаме, например, командире Трибој Сино? Мој политички да асоцират, не е то. Нешто друго дајте. Па Зелена пролет, например. Не бе, тоа е ко за реклама за дем на дрвото, не е то, разбираш. Добро, например, Зелена долина, сонце не огрiju. Абе, поетски е многу, ќе не скапет од заебавање по вестници. Нешто ни треби, тоа ќе се појави некој дете приправник шо било, по семинари, знаеш, овие шо одат и ќе речит, командире, многу е просто, треба да се направите една анализа. Кои се главни елементи во ова? Главни елементи се полиција и канти со боја, односно колор. Името е Поликолор. Одма унапредување за детево, разбира? Да, фала. Или друга акција беше, например, акцијава Калдарма. Како звучи? Ко турска серија. Калдарма, акција полициска за апсење на овие организиран криминал на наплатни рампи. И за сите знаеме, така, едно време метеа овие на рампиве, така. Дури беше познато дека ако си прв брачет на некој што работи на рампава, не само што нема платиш кој ќе поминиш, туку се осеќаш ко Македонија пат да ти борџит. Значи докази имаше, не беа потребни, ама име немаше. И што да прави ця командиров? Кај бе то детето што смислува имиња? Ајде мали, дај нешто поможи овде. Зашо е акцијава криминал на наплатни рампи? Многу лесно. Наплатна рампа, кај имат? На автопат. Автопат, прва асоцијација шо е? Дупки. Значи нерамен пат, односно Калдарма. Тоа е то, разбираш? И трета акција, ова мене ми е омилена. Ариел се викаше акцијава. Значи, акција за организиран криминал со перење на пари. Ариел. Дури ни детево не треба да го викаме. Она, се знае, зашо е акцијава перење на пари? Со што се пери дре? Со прашак. И со прашак, ама кој да го одпериме? Дај земи 2-3 врсти и донеси арам пара, да видиме кој најубаво ќе спери, тој ќе. Јас си викам зошто и другиве институции, например, од системов не го искористат овој креативен дух на полицијава со барање имиња. Знаеш, сиве институции малце да влезат во филмов. Например, колку би било убаво да гледаме еден тип на романтична комедија што ќе ни организират Македонија пат, од типот, например, 100 багери на терен. Сваќаш, или science fiction, например. Нешто од типот, знаеш, она како имат полно теми за science fiction во Македонија. Например, нешто типот како Star Wars, сваќаш, злото ќе победи доброто, уствари ќе победи злото.
Она, светлината ќе го совлада мракот. Наслов на таков филм би бил, например, Последната сметка на Евана. Знаеш, колку е по-лоу баджет филмов, толку поќе сакам да го гледам. Хорор не мора, има доволно хорор. Она. Или може студентски филм од типот периодниот систем и студентите. Пошто е студентски, знаеш, мора да имат хемија на некој начин.